Добар ден, почитувани гледачи на видео изданието на порталот Работник. Во денешното интервју наш гостин е генералниот секретар на синдикатот на полицијата во Македонија, господинот Дејан Саздов. Господине Саздов, ви благодарам што прифативте да гостувате во нашето видео издание. Ви благодарам и на поканата, со тоа што се надевам дека тоа што сакате да го слушнете, ќе го чуете и ќе бидете информирани. Ви благодарам. Би сакал пред се да започнеме, бидејќи во изминатиот период некако живееме во една турбулентна, би кажал, ситуација со коронавирусот. Претходно имавме и карантини, имавме затворање на градови и така натаму. Она што би сакал да ја прашам, бидејќи полициските службеници беа на првата линија на фронтот во борбата против коронавирусот. Како е да се биде полициски службеник во ек на пандемија од коронавирус, бидејќи ова е нешто ново за нас? Па вака сега, прашањето конкретно, на прашањето конкретно ќе ви одговорам онака баш реално, како што сакате да слушнете. И убаво спомнавте дека за прв пат се соочува полицијата со полициските службеници, припадници на Министерството за внатрешни работи со оваква ситуација. Морам да кажам дека тешки услови за работа настанаа на почетокот, односно немаше соодветни услови, се уште нема. Оние пропишани задолжителни соодветни средства за заштита во недостиг, каде има, каде нема. Полициските службеници деноногно беа ангажирани, задолжени професионално, на ниво на професионалноста ги извршува работните задачи. Но за жал од страна на политичките представници не се цени овој труд, бидејќи како поубаво да ви објаснам тоа што ние како синдикат на полиција во Македонија во неколку наврати баравме, односно од Министерството за внатрешни работи, од претходниот министер технички ни беше одобрено и најавено како награда за трудот во овие посебни услови работа према полициските службеници да бидат наградени со еднократен износ паричен во вредност некаде во висина од 15.000 денара. Меѓутоа тоа не беше прифатено. За жал не беше прифатено и воопшто на нашите барања, писмени, усмени, јавни, преку пресови пред владата на Република Македонија, беа игнорирани и одбиени. Еве сега тогашен технички премиер, сегашен министер, се има повратено до него, меѓутоа не ни беше одговорено, не ни беше прифатено тоа барање да биде прифатен тој труд заради овие посебни услови во кои се најдоа сите полициски службеници, да го дадоа максимум во заштита на граѓаните од оваа пандемија, од коронавирусот. Во ред. Моето следно прашање е токму во врска со сегашниот министер за внатрешни работи, поранешен технички премиер, господинот Оливер Спасовски. Додека беше тој во тие 2,5 години министер за внатрешни работи, како би оцениле работата која што тој како би го оцениле неговиот придонес во однос на напредувањето на правата на полициските службеници во Македонија? Се извинувам и сакам да ми направите една компарација што очекувате од него сега во овој 4 годишен мандат. Значи, тие 2,5 години плюс сега што очекувате од него како министер за внатрешни работи. Лака, видите, вие новинарите и јавноста сте сведоци во изминатиот период, како што спомнавте во тие 2,5 години министерување на
сега повторно актуелниот министер Оливер Спасовски, со тоа што ние јавно се обраќавме за сите проблеми, недостатоци, незаконски прераспоредувања кои исто така ги докажавме при промена на онаа техничка влада, па учествувавме во комисија како синдикални представници, па во таа комисија учествува и од тој единствен, за жал морам да кажам, како само се нарекуваат единствени, беа во таа комисија и заеднички беше утврдено тоа незаконско работење, незаконско прераспоредување во тој период, каде што иако ние јавно апелиравме, алармиравме, тоа не запираше. Се вршеше мобинг над вработените, се вршеше психичко вознемирување, недостатоци околу опремата, која од една страна се најавуваше, односно од страна на највисокото раководство се пренесуваше во јавноста дека се има набавено соодветна опрема, дека се полициските службеници опремени, дека униформа има за секого, меѓутоа мораме ние тоа повторно и денеска ќе го демантираме, дека тоа не е така и дека денеска нема, односно потребна опрема задолжителна, да речеме најосновната униформата за полициските службеници. Може би вие веќе сте увидели и по коментарите јавно, освен тоа што се обраќаат према нас нашите колеги вработени за помош до синдикатот, а и јавно веќе во коментари пишуваат дека недостигот од униформа, односно дотраената униформа веќе не можат да ја коригираат и истата да ја употребуваат, да се изразам, да ја прешивуваат, веќе да ја пренаменуваат затоа што веќе е дотрошена и истраена, меѓутоа тоа се занемарува. Ние не бевме задоволни од тој период, сите средби состаноци кои ги одржувавме и ги имавме со тогашниот министер и сегашно актуелен министер Оливер Спасовски, на секоја средба откако ќе се произнесевме и ќе ги предочевме проблемите, останува се на тоа. Вие може да процените како новинари, а може јавноста да процени со оглед на тоа и со нашите јавни настапи, дали е состојбата како што треба во Министерството со соодветна опрема. Значи, за жал, морам повторно да нагласам и да ви потврдам дека нема соодветна опрема и таквата ситуација јас се наделам дека би се променила во наредниот период, но доколку не се промени, ние и понатаму јавно ќе апелираме и соодветно согласно законските услови ќе реагираме. Така. Ова значи дека само имам тука едно подпрашање дека доколку не се исполнат овие ваши барања, дека постои можност и за штрајк или протести? Па така, видите сега, штрајкот и протестите се крајна фаза, тоа е последна фаза на незадоволство кој ќе произлезе, да речеме, од претходните наши барања, кои ние и понатаму, значи сега ќе видиме, бидејќи нели се формираше нова влада, вие спомнавте кои се нашите очекувања во наредниот период, вака јас ќе нагласам и ќе кажам дека нашите очекувања се сите овие проблеми да отпочнат реално да се решаваат. Со тоа што најосновните работи во тие наши писмени барања, устни барања, јавни и преку јавните настапи да бидат прифатени и со тоа што да бидат задоволени најосновните услови, значи да биде набавена униформа, да биде набавена опрема соодветна, да не да кажам во изминатиот период сведоци сте колку колеги наши вработени полициски службеници настрада на своите работни места. Значи, недостиг од соодветна техничка опрема, знаци за известување и така натака, да не навлегувам сега толку подлабоко, меѓутоа тие работи што не достигаат, што за жал да речеме непосредните раководители каде што нашите синдикални представници се обраќаат се неми и немаат слух за ова ние што првично да речеме кога ќе се создаде, односно кога ќе се упатат од нашите вработени колеги барања, нели, за одредени работи дека не достигаат и ние се обраќаме кон тие непосредни раководители, меѓутоа тие немаат слух, не проследуваат и останува место. И нашите активности продолжуваат, јавно се обраќаме, меѓутоа за жал се нема ништо променето.
Штрајкот би бил опција во последна фаза и мислам дека би комунирал и согласно законските услови и прописи би се реализирал доколку ова иста состојба од овие изминати 3 години продолжи и се влоши. Секоја опција ќе биде на разгледување, но предходно консултација ќе има, нели, со секој вработен и тогаш благовремено и јавноста и вие како медиуми ќе бидете известени. Во ред. Би сакал сега да преминам околу на темата околу синдикатите. Вие и председателот на синдикатот во кој што, нели, сте генерален секретар, сега се извинувам, не знам како му беше точно името, Орце, како се презиваш? Да. Орце Коцевски. Орце Коцевски, да. Да, вие бевте, тој се сеќавам, знам дека беше генерален секретар во независниот синдикат на полицијата, а вие бевте портпарол. Да, и председател на синдикална подружница. Така. Што ве поттикна да се одделите од тој синдикат и да формирате посебен? Еве вака, на кратко повторно ќе се вратам назад. Спомнавте очекувањата наши од претходниот министер и сегашен повторно актуелен. Ние во тие средби кои ги остварувавме со министерот, не бевме задоволни, воопшто ништо не беше помрднато. Највисокото раководство, односно председателот на синдикатот кој го споменувате, во кој бевме и ние дел од тој синдикат, и јас и сега председателот Орце Коцевски, цело времено се залагавме, реагиравме реално да се отпочне, односно со активности со цел да се решат проблемите на нашите вработени. Меѓутоа немаше слух од највисокото раководство. За жал морам да кажам, очигледно некои лични интереси повеќе преовладува него она што треба да биде функција на вработените синдикат. Ние се обидовме на секој можен начин, иако може би сте сведоци, вие најекспонирани бевме токму јас и актуелниот председател на синдикатот на полиција во Македонија, со сите заложби во разни ситуации, разни проблеми презентиравме, ги упатувавме нашите барања кон министерството, но ништо од тоа не се промени. Не би сакал сега конкретно вака јавно за и останати работи кои произлегува незадоволство кај поголемиот број на синдикални представници во тој синдикат, зашто ќе се чекаме, нели, нашите соодветни постапки према институциите покренати, откако ќе се произнесат институциите и ќе има од таа страна одговор, ние ќе известиме јавноста и вас ќе ви известиме конкретно што се случувало и зошто произнесе тоа незадоволство, односно зошто беше потребно да се појави третиот полициски синдикат, во кој, еве, јас ќе нагласам, а и понатамошно сигурно ќе ви биде некои од прашањата кои се нашите цели, дека нашите цели се реални, искрени и тоа ќе го утврдат и нашите вработени и јавноста во наредниот период. Добро. Кажете ми колку членови сега моментално брои синдикатот на полицијата во Македонија? Видете, синдикатот на полиција официјално со решение на Министерството за труд и социјална политика стартуваше како правен субјект од мај месец, 5 месец 2020 година. Со оглед на тоа, во овој период измина, траеше пандемијата, нели, ограничување на движење, дополнителното ангажирање на полициските службеници, нели, во тој дел бевме повеќе посочени кон соодветните работи и задачи кои се издава во заштита и превентива, нели, за заштита на нашите граѓани. Се одговараше на задачите поприоритетно во време на полицискиот час. Сакам да кажам, односно да не должам, дека синдикатов во моментот секојдневно се зголемува бројката и со тоа што да речеме во проценти, ако вториот синдикат во кој членувавме со таа актуелна позната бројка на сите вас во јавноста, ние сме негде до 20% од тие вкупно број на вработени веќе во овој момент.
како збир на вработени, со тоа што од ден на ден се променува таа состојба и морам да кажам дека се уште е рано со оглед на тоа летен период, одмори годишни, ќе се зголеми, наскоро ќе излеземе и ќе кажеме точната бројка, значи во моментот колку припадници, односно на Министерството на внатрешни работи, членуваат во синдикатот на полиција во Македонија. Во ред. Како и што рековте, во нашава држава моментално има 3 синдикати во полицијата. Тоа е Македонскиот полициски синдикат, Независниот синдикат на полицијата и синдикатот на полицијата во Македонија. Кажете ми, сите тие, значи овие два синдикати имаат цел унапредување на правата на вработените во Министерството за внатрешни работи. Знаете како, кога ќе излезе некоја нова компанија на пазарот и се очекува од неа да даде некоја своја понуда која што ќе биде различна. Сега ова правам само една дигресија. Што вие како синдикат нудите што не нудат другите синдикати, за да им помогнете на вработените во Министерството за внатрешни работи? Па вака, видете се, ние сите вработени претходно членувавме во тој прво споменат синдикат кој целовремено, не знам зашто, си земал за право да си се нарекува единствен синдикат. Единствен синдикат не може да постои, затоа што законот за работни односи, колективниот договор е веќе друга работа, позитивните законски прописи дозволуваат регистрација на повеќе синдикати и синдикални организации. Во моментот ние тој изминат период сме членувале сите во тој синдикат, меѓутоа не е ни тајна дека незадоволството е големо. Затоа произлезе втор синдикат, па веќе претходно ги слушнавте проблеми, односно причините зашто произлезе третиот синдикат. И мислам дека во оваа опција сега ние како синдикат, тимот од кој е составен овој синдикат, не ќе се потруди, него максимално со целосна заложба и тоа што го тврдиме ќе го реализираме. Значи целта ни е да одиме до крај во остварување во заштита на нашите работни права, да не се манипулираат, односно вработените потребите нивни кои ќе ги упатуваат до синдикатот реално да бидат прифаќани и реално да биде одговорено на нивните барања и заштитата да биде реална, а не да биде нарачана за кого да биде, да речеме, во ситуација ако има соодветен правен проблем во рамките на Министерството на внатрешни работи. За жал сега јас во останатите синдикати не се третира еднакво секој оној што ќе се обрати работник член до тој синдикат. Нашата цел, нашата борба ќе биде и тоа го ветуваме и го тврдиме и ќе покаже времето дали стоиме на зборот и дали тоа ќе се реализира. Ние уште еднаш ќе повторам, го тврдиме дека ќе биде за враќање на професионалноста, дека ќе се максимално бориме против правното деградирање. Овие се вашите заложби, така? Овие се вашите заложби. Да, нашите заложби е да го запреме мобингот. Во моментот е мобингот многу распространет во Министерството за внатрешни работи, што за жал не смее да се случи, бидејќи припадниците на Министерството за внатрешни работи се тие чувари кои ги спроведуваат законите, и кон сите граѓани треба да се чувствуваат дека кога ќе се обратат до институцијата до некој односно полициски службеник, професионално треба тој да постапи согласно законите, да ги заштити неговите права. Меѓутоа во овој случај имате вие ситуација каде што над полициските службеници се врши мобинг. И тие полициски службеници, доколку не се сега во моментот заштитени синдикално, а им се правата гарантирани,
тој полициски се деморализира тој полициски службеник и не може да одговори соодветно професионално на работните задачи. И затоа сте сведоци сами да имаме коментари негативни во јавност каде што граѓаните нели за жал ќе кажат дека полицијата е непрофесионална, нели вакви онакви полициски службеници има и така натака. Ние не сакаме тоа да се случува во иднина, сакаме да го подигнеме моралот, да им помогнеме, односно моралот да биде подигнат со нашата помош правна, нашето застапување, односно да ги застапуваме нашите колеги, да ги заштитуваме и да можат да се спроведуваат и да постапуваат професионално. А тој мобинг што во моментот се спроведува, а особено последните години беше многу зачестен, имаме намера да го запреме. Значи веќе во моментот ние реагираме и према нашите институции, имаме и судски постапки покренато каде што веќе имаме и позитивни пресуди, имаме од институции, видете, наведено од институции дека се врши мобинг над вработени во официјални извештаи, како да речеме Канцеларијата на Народниот правобранител, каде што утврдува по службена должност дека се врши мобинг и дискриминација, да речеме на одреден работник во одредена работна организација. Имате вчера пример во секторот за внатрешни работи Куманово. Ние добивме дописи од повеќе колеги каде што таму се соочуваат со мобинг. Таму демантира. Таму демантира. Ние наредниот период ќе излеземе со соодветни докази. Значи, ние сега првично го најавивме, односно се обидовме да укажеме на тоа што се случува да престане. Меѓутоа, тоа соопштение паушално пуштено, тоа ние не можеме да го смениме, тоа си е право на страната која беше повикана, меѓутоа, за жал, ќе треба во наредниот период да ни одговори, ние повторно, кога ќе се упатиме пред таа зграда таму и кога ќе ги презентираме доказите, дека не е тоа така, дека има веќе полициски службеници прераспоредено подалеку од работното место, односно на живење, и со тоа што незаконски решенијата се изготвени. А во моментот, вие, не знам, во демантот може би вчера се запознавте, стои дека не се издавали, нема издадено, нели? Мислам дека така беше демантот, стои дека не се издадени решенија такви и дека немало предлози на предлог на началникот. Тоа не е точно. Од нашите колеги писмено си имаат обратено до нас, значи, на предлог, и можам јас да потврдам лично дека таа комисија за прераспоредување во Министерството за внатрешни работи предходно беше незаконски формирана. Еве, ова мое укажување повторно нека допре до највисокото раководство, беше незаконски формирана и незаконски се делеа, како да кажам, се штанца решенија по потреба на раководителот или по желба, ако не му се допаѓа или не знам што неговите лични желби не ги извршува полициски службеник, тој ќе биде прераспореден каде што ќе му го одреди местото тој раководител, а тој раководител, вие знаете како, на кој начин се поставува и зашто реагиравме ние, дека не може политички да исполнува услов некој да биде раководител, додека имаме професионалци со соодветно образование и не можат апсолутно на тие интерни огласи нити да се видат, нити да се аплицират соодветно, да се дојде до тоа раководно место и конечно да се види промената дека има кадар, има професионалци во Министерството за внатрешни работи, но за жал се спречуваат и не се дозволува од моменталните воспоставени раководни структури. Тие сакаат да бидат вечни. А за тоа им помагаат од тој, да речеме, тој единствен, самонаречен единствен, јас така целовремено ќе посочувам, затоа што целовремено се занимаваат они со синдикати, колку ќе се кој синдикат ново. За кого зборувате? Првиот синдикат во рамките на Министерството на внатрешни работи кој се само нарекува единствен. Меѓутоа не може да биде единствен и нема право сакам да ви укажам на следното, изминатиот период тие токму се занимаваа со нас. Значи со навреди кон нас, дури не е тоа тајна, имаме веќе ние документирани, затоа ќе почнеме постапка. Ќе зборуваме нова прашање, имаме и за тоа прашање. Значи во Министерството за внатрешни работи сега, нели, како што рековме, има моментално 3 синдикати. Ние во никаде, јас себе две и нешто години се занимавам со синдикатите, со работниците и така натаму, немам досега видено да во полицијата, па и во другите сектори тоа не е случај, да соработуваат синдикатите еден со друг. Дали би можело да се очекува доколку е потребно соработка со некој од другите синдикати кои што се во МВР,
мислам доколку се пројави потреба за тоа. Видете, ние би се израдували, би биле задоволни кога и би се нашата надеж е тоа е добро, тоа што прашавте дали би имало можност да има соработки, се разбира дека соработката ќе води со плод, со тоа што друго е кога сте здружени, нели, и единствени и го барате она што реално е потребно за да го добиете од работодавецот. Меѓутоа, за жал, мислам дека во моментот е невозможно такво нешто, бидејќи вие како медиуми, јавноста се сведоци изминатиот период, еве, од нашето настанување како трет синдикат, тој за жал прво само прогласен единствен синдикат, најстариот синдикат, цело времено наместо се занимава со проблемите и потребите на вработените, се занимаваше изминатиот период со нас, со класификации, не знам што, измислување невистини, дури клевети тешки нанесени од највисокото раководство према нас, зашто ние соодветно ќе си побараме одговор од истите и ќе се обратиме до надлежните институции, и тоа го лиферува јавно, го лиферува дури на нивната веб страна, фан страна, тој синдикат дека не знам што, ние ваму припаѓаме, таму припаѓаме. Ние припаѓаме во Министерството за внатрешни работи, сме дел од вработените и незадоволни од претходните синдикати. Со тоа што ние имаме цел нашиот, односно синдикатов реално сега да ги оствари потребите, да ги реализира потребите и барањата на нашите вработени. Јас за жал морам и ова да го напоменам, ако веќе делите квалификација, не можете вие да делите квалификација, да измислувате, да клеветите и да се надевате дека тоа ќе помине. А вие исто времено да одите на партиски конгреси, конференции и медиумите да го објавуваат како седите во трет ред таму и во прилози, нели, во вечерни вести да ги видите председатели таму како седнати на партиски конгрес, не знам што темата била, која тема таму се слушала, истите тие говорат за партиска припадност. И тоа сите вработени го гледаат, го видовме ние, конкретно има за тоа докази веродостојни, секој може да пристапи на тие портали, медиуми, да ги види тие ликови кои се таму седнати на партиски трибини, и не ми е јасно која им било целта да оди на партиска трибина и која е, значи има можност да синдикатот седне со работодавецот, со највисокото со највисокото раководство и таму во простори и служби да се решаваат проблемите, а не во сали, во партиски сали да се решаваат проблеми, а истовремено да напаѓате други вработени. И внимавајте, не може синдикатот да не ги почитува правата на вработените со тоа што да врши клевета и да врши омаловажување. За жал се случи со првиот репрезентативен синдикат што се нарекува единствен. Имаме ние докази за тоа и еве можеби вие како новинари, вие како медиум портал, прашајте ги зошто тоа го правеле, зошто нас не омаловажувале. Бидејќи ние сме дел од Министерството за внатрешни работи, а они се нели декларираат дека се репрезентативен синдикат. Па што ме тоа така? Значи репрезентативниот синдикат треба да се заложува за сите вработени. Од каде сега тоа? Не е тоа приватна фирма, најверојатно во овој случај они се чувствуваат како собственици на некој приватен субјект. И како гледаат убаво најавите на почетокот во вашиот прилог, гледаат како некоја конкуренција, како нешто ќе им одземеш. Ние нема ништо да им одземеме никому. Ние само ќе се бориме за нашите лични права и правата на вработените, кои не успеавме, односно не допреа до тие два синдиката и не ништо допринесува. Мој став е, мое мислење лично дека ништо не допринесува до сега да ни се подобрат работните услови, и она што ви го најавив предходно, што го укажав и што го потврдив, дека стварно сме во лоша состојба, недостиг на техничка опрема, недостиг на униформа и така натаму. Добре. Вие, ова беше, мислам, во времето кога господинот Наќе Чулев беше технички министер за внатрешни работи, тогаш и јавно ве обвинија дека сте наменски синдикат. Така би било нешто, дека сте создадени само од некоја политичка цел. Како гледате на тоа?
Видете вака сега, тоа е прво смешно ми е, да ви кажам, и можам да се изразам трагикомично за оние што пак ќе кажам не ценеа нас како конкуренти некои си, па измислуваа клевети и го погодија времето, најверојатно нивната припадност кон политичката опција не им беше во моментот на позиција, најверојатно така гледано. Господинот Наке Ќулев го споменавте како министер. Наша среќа е што во тој момент ние отпочнавме реализација и што најнормално, значи се обративме до работодавецот со соодветни писмени барања, за предходно да кажеме во Министерството за труд и социјална политика, нели тој ресор не знам од која политичка опција во моментот нели го раководеше, се обративме со одложување од неколку месеци додека не регистрираат нели како синдикат и не регистрираат. Сепак мислам дека тој заменик имаше таму некој, не сакам да навлегувам политички превирања, заменик министер го потпиша нашето решение од нели сегашната политичка опција, така да после тоа следеше фаза постапка да се обратиме до работодавецот нели со известување дека ние сме третиот формиран синдикат, значи правен субјект и така натака, легално демократски, законски. Господинот Наке Ќулев, ние бевме изненадени стварно со тоа што на професионалноста ни одговори на нашето барање, бевме повикани, соопштивме нашите цели, бевме прашани со која цел намера е формиран третиот синдикат, нели како вие, зашто мислам од кои причини незадоволството наше и така натака, го презентиравме нашето незадоволство, ги презентиравме нашите цели, најдовме на разбирање, можам да кажам на големо задоволство и професионален однос од страна на министерот, кој не дека сега ќе испадне дека го фалам, затоа што од кога се обративме и од кога побаравме тоа што е потребно најосновно да овозможиме за нашите колеги, ни беше прифатено. Сега, времето, дали во овој период кога настанавме се покажи во таа техничка бара. Што вие побаравте тогаш од министерот точно? Видете вака, ние од министерот не бевме во можност многу работи да ги побараме како почетници, значи како нов синдикат, нели? Побаравме најосновното што требаше, што го имаат, им беше овозможено претходно од сегашниот актуелен министер за внатрешни работи Оливер Спасовски на претходниот синдикат, на вториот синдикат. Побаравме барање да ни биде одобрено, односно чланарината да биде задржувана преку плата на секој вработен, нели, да биде уплаќена кон синдикатот, што е тоа дозволено законски и тука нема ништо спорно. И во тој дел побаравме барање каде што ќе можеме исто така како првиот единствен самонаречен синдикат да биде дозволено да им овозможиме на нашите колеги, односно доставивме договор со Министерството, предлог договор каде што ќе може да ни биде овозможено да може да им овозможуваме нели како синдикат со соработка со останати комитенти, правни субјекти, со работи одложено плаќање на рати, нели така натака. Тоа ви е познато на сите во нашава држава, па и пошироко се практикува да може секој да си нели купи неодложено една поволност како синдикат да возможиме за нашите членови. Тие беа две работи, две барања кои толку бурно се реагираше и панично, да речам, од првиот, само прогласен единствен синдикат, кој одма не етикетираше, не знам што, имаше цел да, искрено да ви кажам, повеќе мислам дека политички се изразуваше некоја политичка припадност и се имаше цел да се наметне кон нас, нели, да не од стартот оцрнат, меѓутоа нема да успеат и во наредниот период ќе се докаже истото тоа. Се надевам дека актуелниот министер за внатрешни работи дека ќе имаме со него со истиот соработка и дека нашите барања ќе бидат прифаќани и дека тие проблеми реално што ќе ги презентираме ќе се решаваат. Доколку не се решаваат, не може да се
да се свати дека ние како синдикални представници не сакаме некого политички представник, нели ќе за тоа јавно се излагаме и се произнесуваме, односно бараме, укажуваме. Тоа ќе значи дека не се реши нашите проблеми и на тој начин преку вас медиумите, преку вас новинарите со ваша помош, значи ќе одиме демократски, значи да ги изнесуваме јавно проблемите за да слушна јавноста, а не да биде манипулирана каква е нашата состојба. И затоа нема да дозволиме некој да манипулира со нашиот углед, со нашето достоинство, значи ние ќе работиме и ќе ги подобруваме правата, а вие ќе бидете благовремено известувани и ќе протекнете. Во ред, вака сега, во интерес на времето имам само уште едно прашање, ама би сакал доколку може да ми го одговорите накратко. Како го однесувате односот на граѓаните кон полициските службеници како синдикат? Лага се односот на граѓаните према како синдикат. Како синдикат вие пак ќе се навратам наназад на една работа, ќе ви кажам дека моралот е спаднат на многу ниско ниво кај вработените. Сепак професионалци во Министерството за внатрешни работи има многу. Со оглед на тоа што има и непрофесионалци, што на некој начин тие професионалци за жал се поставуваат на раководни позиции, па тие доминираат врз полициските службеници, па може да се случи во некоја ситуација, нели, ова што го прашавте каков е односот, па да има реакција од граѓаните во медиумите, ова вака на овој начин полициски службеник постапил непрофесионално, несоодветно и така натака, нели, сега технологија напредна, телефони, камери, па ќе се сними некој полициски службеник, меѓутоа тоа дали е реално, дали е законски или не, има институции соодветно, нели, треба да се докаже и да се укаже. Генерално целта на нашите колеги е интересот на граѓаните и заштита на правата на граѓаните. Комуникацијата е сведена на професионално ниво со исклучоци, меѓутоа пак ќе кажам, незадоволството се препознава кај вработените. Не можете вие кога се појавите пред граѓанинот да му отиде да погледне во вас како официјално, да речем, еве ќе земам за пример полициски службеник во униформа, да му биде излитена, избледена униформата, искината униформата, па таа да се гледа вака видно дека е шиена, дека е крпена, дека нема соодветна опрема, или да земете како полициски службеник да преземете мерка, да преземете соодветна мерка, санкција, да речеме од делот на собраќај или останат прекршок од јавниот ред и мир, па да му дојдете со службено возило, технички не е исправно. Вие да го казните, да речеме банално, ќе споменам пример, ете не е исправно ветробранско стакло, а вашето ветробранско стакло да биде искршено. Или пак гумите да ви бидат вас на возилото несоодветни шари, а да во зимскиот период еве ни престои да го казните вие граѓаниното, нели збориме за таа техничка опрема недостаток што ја нема во моментот, а вие професионално да треба да постапите согласно закон, бидејќи нели законот така предвидува работните задачи што се издаваат да се спроведат задолжителни и обврзувачки да се полициски службеник, и сега вие наидувате на проблеми, тогаш од таа страна имате вие реакција од страна на граѓаните. И во таа комуникација која ќе остварите, вие дополнително полициските службеници сега се трудат да објаснат дека не е до нив, па сега знаете како разни граѓани едни ќе кажат едно, други политички опции веќе ќе почнат да споменуваат и така натака, меѓутоа да жал политиката многу е навлезена, особено кај нас во Министерството за внатрешни работи, и се надеваме дека во наредниот период дека тоа ќе се искорени. Ќе се искорени со нашите заложби како синдикат. Ние се залагаме за професионалност. Значи не можеме, секогаш ќе ги заштитуваме правата на вработените и ќе бидеме реално, значи со нашите ќе бидеме реални со нашите застапувања. Не можеме, имаме, вие сте сведоци и на полициски службеници што ги прекршуваат и кривичниот законник, нели останати закони, и не можеме ние да бидеме заштитници на некој што не се однесува професионално. Значи ние ќе целиме да има професионалност, запирање на мобингот, против бесправно деградирање на полициските службеници со цел да се подигне моралот за да биде комуникацијата уште подобра и одлична со граѓаните. Во ред, ви благодарам за вашето гостување. Има уште на многу теми да се збори, но толку е времето. Така.
Се надевам дека ќе имаме следна прилика за да зборуваме и за други теми кои што се поврзани со правата на полициските службеници. Ние сме отворени. Имајте убав ден. Исто и вие, благодарам, се слушаме и се гледаме. Поздрав.